Почитувани гледачи, добро вечер, добри дојдовте уште едно издание на емисијата Вис Спорт на програмата на ТВ каналот Вис, во кој што правиме ретро на сеона што се случуваше во текот на изминатата недела, поврзано со струмишките спортисти и спортски екипи. Се разбира, простор и време ќе отстапиме и на фудбалот, и на кошарката, и на ракометот, но најголемо внимание ќе посветиме на одбојката и се разбира во овој регион од државата. Се разбира, наша препорака е во наредниве неколку минути да бидете со емисијата Вис Спорт на програмата на ТВ каналот Вис, односно за спортот во Југоистокот. Започнуваме со фудбалот. Познато е дека само еден надпревар се одигра во редовното коло од првата фудбалска лига на Македонија. Фудбалерите на Хоризонт Турново претрпе уште еден пораз од тимот на Работнички. Буквално со дуелот Работнички Хоризонт Турново стартуваше и третиот круг надпревари од прволигашкиот фудбалски шампионат на Македонија. Турново никако не успева да излезе од кризата кој што си ја наметнаа самите и во овој дел од шампионатот, така што сите погледи ќе бидат свртени најверојатно кон купот на Македонија, каде што има материјални шанси да се најдат во финалето од ова надпреварување. Се разбира, тука се случи одредени измени во тренерската. Гањо ја предводува сега екипата на Хоризонт Турново, заедно со Шивки, но во секој случај оној играчки состав од минатата сезона, кога беше дел од европското фудбалско надпреварување Хоризонт Турново, не е истиот, така што сега со своји играчи далеку поизменет состав ќе се обидува Хоризонт Турново да направи нешто повеќе во ова прволигашко фудбалско надпреварување. Кога сме кај останатите струмичко-радовишки екипи од фудбалот, подсетување дека продолжуваат контролните надпревари и на фудбалерите на Беласица и Плачковица, кои што се најсериозните кандидати за пласман во втората фудбалска лига на Македонија. Зборувам сега за третата фудбалска лига Исток, каде што овие две екипи најверојатно ќе го водат главниот збор за освојување на првото место во третолигашкото фудбалско надпреварување, кој што носи билет за втората фудбалска лига на Македонија. Познато е Беласица дека славеше против младинците на тимот на Хоризонт од Турнова и Плачковица беше успешна во контролниот надпревар што го одигра изминатиот викенд. Од фудбалот се селиме на кошарката. Инаку овој викенд се одиграа надпреварите од редовното коло од првата кошаркарска лига на Македонија. Кошаркарите на Струмица претрпеа пораз на гостувањето во Штип од екипата на Угада, додека дуелот помеѓу МЗТ и Кожов ќе се игра на 12 марта со оглед на настапот на актуелниот шампион, а секако и Кожов има настапи во регионалното бибел надпреварување. Значи дуелот МЗТ Кожов ќе се игра на 12, а ние се враќаме малку на струмишкиот кошаркарски клуб, кој што рековме претрпе пораз на последното гостување и тоа од Штипски Угада. Веќе се е јасно, Штипскиот Угада заедно со Струмица и Водњански Лисици ќе бидат оние екипи кои што ќе се надпреваруваат во плеаут лигата. Со оглед на победата на Штипјани против Струмица, останува енигмата кој ќе го напушти прволигашкото кошаркарско надпреварување. Дали тоа ќе биде Струмица или тимот на Водњански Лисици од Скопје, овие две екипи меѓусебно ќе одлучуваат, но најверојатно и со евентуална можна победа против Штип да одлучуваат кој од овие две екипи ќе се збогува со прволигашкиот билет. Во продолжение и прилогот на таа тема. Кошаркарите на Струмица претрпеа пораз од Штипскиот состав на Угада. Повеќе од сигурно е дека токму струмичани, кои оваа сезона мака-мача да изборат прволигашки статус, заедно со Штипскиот состав и тимот на Водњански Лисици од Скопје, ќе го трчаат плеаутот за опстанок. Една од овие три екипи ќе го загуби елитното надпреварување ината сезона и ќе се пресели ранг подолу. Струмица и покрај сите проблеми пред се од финансиски аспект се труди да преживее, на градот да му обезбеди прволигашка кошарка и идната надпреварувачка сезона. Така беше и завчера во Штип, каде се обидуваше да го изненади тимот на Штипскиот универзитет.
Но десеткуваниот состав, предводен од струмички деца и две засилувања кои речиси дојдоа вчера, не можеше да им се спротистават на Штипјани кои бодрени од својата публика и судиската тројка, обезбедија победа и со две нозе се во елитата и идната сезона. Значи, патникот во втората лига ќе се бара меѓу Струмица и Воднијански лисици. Кошаркарскиот клуб Струмица, како да е оставен на поедин... Само подсетување дека следното коло екипата на Струмица му гостува на Кожов во Гевгелија, значи ќе имаме меѓуградско дерби. Кожов, знаете дека беше поразен овде во спортската сала Парка на шокантно шокирање на сите во Македонија со оглед на квалитетот кој што го имаше гевгелиски состав и Струмица, а со оглед пак на она што го слушнавме или сегашниот квалитет на Струмица ќе биде навистина изненадувачки доколку се случи повторно тоа на теренот или пак на паркетот во Гевгелија, како и да е. Значи, следното првенствено коло од првата кошаркарска лига на Македонија, Кожов Струмица. Струмичник имат уште еден надпревари, тоа против Карпош Соколи пред своја публика, пошто ќе ги започне надпреварите од плеаут лигата. Продолжуваме со ракометот. Изминатиот викенд ракометните тимови на Зомимак М и на Радовиш забележа победи. Струмичани гостуваа тимот на Преспа и со тоа со огромна разлика, а со еден гол пак разлика Прилеп, односно Радовиш гостуваа тимот на Прилеп. Со оваа победа радовишани некако успеа да се засрцат на четвртата позиција и во следните неколку првенствени кола устануваат уште 3 да атакуваат на топ четворката и со пласман меѓу најдобрите 4 екипи во овој дел од шампионатот да се приклучи за разигрување за шампионската титула. Зомимак М пак против Преспа рутинирано, имаме можност да ги видиме Никола и Велко Марковски, бугарин од Тунтев, како последни засилувања на Струмица Зомимак М. Со последните засилувања Струмичани имаат респектабилен тим, но во зависност од Металург кој што треба допрва да го видиме, се разбира може да поразговараме или анализираме дали колку е реално Зомимак М да се најде на втората позиција за освојување на вице шампионската титула, со оглед дека Вардар со својот играчки состав и со своите брилјантни настапи во лигата на шампионите тешко може да киксне во домашниот шампионат, но главната битка за освојување на втората позиција која што носи можност да се игра и во сеха лигата ќе се води токму помеѓу ракометарите на Зомимак М и ракометарите на Металург од Скопје, кои што така се засилија, но во секој случај ги нема тие звучни имиња како што Лино Черве, како што беа до завчера. Устануваат уште, ако не се лажам, 3 кола до крајот на овој дел од шампионатот, пошто следува една пауза за куп надпреварите и ќе стартува за разврската за одбрана или пак за освојување на шампионската титула од годинашниот ракометен шампионат. Повеќе од сигурно таму се Вардар, Металург, Зомимак М, потоа Прилеп, Радовиш, најверојатно и Металург 2, 3 кола, 3 надпревари за нив за да се докажат, а најверојатно доколку не, тој билет ќе им го препуштат на битолчани. Во продолжение и за она што беше интересно овие денови, имено синоќа пак се формира ракометен клуб на ветерани на Зомимак М по клубот Царви Кули, кој беше основан пред 15 на дени, со така тоа е клуб на ветерани. Вакво нешто формира и Зомимак М на иницијатива на председателот на клубот Славе Гошев, синоќа во салата на средното училиште Димитар Влахов, поранешните ракометари го формира клубот на ветерани кој најавија соработка со повеќе клубови како од земја така и од странство. Значи ова е втор клуб на ветерани по клубот на ветерани Царви Кули кој што беше формиран пред 15 на дена. Сега имаме клуб на ветерани на Зомимак М. Еве што кажа Тони Василев од клубот на ветераните на Зомимак М. По иницијатива на председател Славе Гошев, ветерани, после толку време што требаше уште порано да се соберат ветераните на ракометот во Струмица и после толку време по иницијатива на председателот на ракометниот клуб Зомимак покушавме и се собравме и мислам дека од сега натаму оваа екипа
и званично ќе биде како дел од ракометниот клуб Зовимак и исто така ветеранин ракометен Зовимак. Оваа екипа, мислам, доста стари играчи изразија желба да бидат дел од оваа екипа. Екипата ќе брои најмалку 14 до 17 играчи. Планот ни е во иднина да одржиме неколку утакмици со бивши клубови кои сме сите играли во тие клубови. Најпрво ќе биде и прва званична утакмица со Партизан Белград ветерани и тоа ќе биде во најскоро време, а планираме со сите клубови кои имат своји клубови на ветерани да одржиме контакт и пријателски односи и да бидат поканети како што и ние да ја возвратиме во иднина. Во почетокот ќе се играат утакмици со екипи од бившиот Југо, а понатаму мислиме да и дел од Европа со некои екипи. И конечно во наредниве неколку минути за и околу одбојката, пред да преминеме на државното првенство за одбојка што се случуваше овде во Струмица, каде што разговаравме и со представниците од училишната федерација, односно Сојузот за училишен спорт и представникот од одбојкарскиот клуб Пробиштип, подсетување за меѓулокалното дерби. Одбојкарите на Сушево конечно му го нанесува првиот пораз на тимот на Струмица и тоа со резултат од 3:0 во сетови. 25-23, 25-17, 25-22. Конечно падна и струмишкиот состав, а со тоа се зголеми апетитите на сушевчани дека во оваа сезона може да направат изненадување дали во шампионатот или во куп на преварите, со оглед дека славеа победа и во полуфиналето од купот во првиот надпревар против Пробиштип во Пробиштип со резултатот 3:1. Сега реваншот ќе биде овде и повеќе од сигурно дека сушевчани ќе се најдат во финалето од одбојкарскиот куп на Македонија. А со победата над Струмица тие обезбеди и подобра стартна позиција во понатамошната разврска од шампионатот или пак да атакуваат од подобра позиција за освојување на титулата. Таму се Струмица, сега Сушево, повеќе од сигурно дека се и Пробиштип заедно со Крушево или пак евентуално Лирија кој што има свој налет и можност да се најде на четвртата позиција за разигрување за шампионската титула. Уште еднаш подсетување, Струмица Сушево, односно Сушево Струмица 3:0, прва победа на сушевчани над актуелниот шампион Струмица, кој што го претрпи првиот пораз ова сезона. Победа славеа девојките на Македонија Макс, иако беа на работ на претрпување на пораз пред своја публика во една чуден надпревар со еден чуден тек. Славеа победа со резултат од 3:2 во сетови. Велам чудно со оглед дека првите два сета ги загубија девојките на Македонија Макс, посебно првиот кој што го одиграа мощно катастрофално, за да потоа мачат во следните три и да ги добијат, кои што им носеа 2 бода и се разбира победа на тетовски Бамикор. Со оваа победа одбојкарките на Македонија Макс се зацврстуваат на третата позиција, се игра сега мини лигата од 4 екипи, каде што секој со секој ќе одигра и се во зависност од која позиција ќе биде освоена, стартува и плейоф за вршницата. Најверојатно Струмица ќе биде на третата позиција, па ќе разигрува со второпласираниот од овој дел на шампионатот. Значи Македонија Макс, Бамикор 3:2 како победа за девојките на Зоран Јанков. А сега и за државното првенство во одбојка што се одига овде во Струмица. Учествуваа 6 екипи од Македонија, победник беа средношколците од Никола Карев од Струмица, што значи дефинитивно Струмица се покажува како одбојкарски град. Што се случува? Зошто во сениорскиот состав немаме во сениорската лига немаме односно немаме поголема масовност, каде ни затајува младинската одбојка, што прави Сојузот за училишен спорт за насочување на младите кон спортот во продолжение од разговорите со Драго Јанков и представникот на одбојкарскиот клуб Пробиштип.
Струмица деновиве е домакин на државното одбојкарско првенство за средни училишта организирано од Федерацијата за училишен спорт на Република Македонија. Покрај мене е председателот Драго Јанков на Сојузот или Федерацијата на училишен спорт од Струмица. Господине Јанков, колку екипи учествуваат на овој турнир и впрочем дали Струмица може да се носи со организација на едно вакво државно првенство? Значи Струмица од секогаш се носела барем за вакви надпревари, били сме секогаш успешни организатори, успешни домакини. Тоа е државно првенство за средни училишта во одбојка, организатор е Сојузот на училишен спорт на Струмица под покровителство на Федерација на училишен спорт на Македонија. Значи, како што реков, досега многу пати сме били организатори на вакви надпревари, малтене во сите спортови. Еве сега сме домакини на средношколско одбојкарско првенство. На ова првенство учествуват 6 екипи, една екипа од нашето училиште, Средно општинско училиште Никола Карев, учествуват две екипи од Скопје, Наум Нумовски Борче, Орце Николов, значи средна физкултурна и Орце Николов, а учествува екипа од Битола, од Пробишти и од Тетово. Господине Јанков, Сојузот за училишен спорт е првиот филтер или пак показател колку нашата младина се занимава со спортот. Колку македонскиот образовен систем нуди можност за развој на млади спортисти, со оглед дека доаѓате од Сојузот за училишен спорт? Значи, ако кажам дека моменталната состојба не е на потребното ниво, ако кажам дека точно 11, не знам точно колку проценти се занимаваат со спорт, една бројка што не е како што треба. Ако земеме во обзир да развиените земји во Европа опфаќаат околу 50% од младите од училишна возраст во спортот, можам да кажам дека сме на многу ниско ниво. Меѓутоа интенцијата е на Федерацијата на училишен спорт таа состојба да ја подобриме. Затоа се формира и училишни спортски клубови. Значи секој училиште според законот е должно да формира училишни спортски клубови и преку тие училишни спортски клубови се овозможи да сите заинтересирани деца членуваат во тие училишни спортски клубови и преку тие училишни спортски клубови да се постигне некој квалитет. Бидејќи точно знаеме дека масовноста е во училиштето, мораме да ги привлечеме децата да спортуваат. Тука се и останатите клубови кои имаат млади категории, кои исто така допринесуваат во развојот на спортот воопшто, на спортот за младите, меѓутоа училиштето мора да биде носител на сите тие активности. Така. Размислувате ли што би рекле за идејата за формирање на некоја средношколска лига? Сега во моментов, ова е државно одбојкарско првенство кое што тргнува од на општинско ниво, регионално ниво и завршува со прогласувањето на еден шампион државен во средно училиште. Но дали има една идеја да имаме една лига налик на останатите развиени држави? Значи тоа ни е главната цел. Значи да дојдеме до лига систем на надпревари во основните училишта, во средните училишта. Преку општински надпревари лига системи, преку зонски лига системи, регионални лига системи и да дојдеме до најдобрите лига систем на државно ниво. Значи, за да ги селектираме најдобрите екипи, мораме да почнеме преку општинските, меѓутоа, не на тој начин како што сега работиме, мораме степено да го подигнеме малку повисоко. Значи, да формираме лиги во општините, потоа следуваат во зоните, регионите и на крај државните првенства. Сметам дека тоа ќе биде, ако го ја постигнеме таа цел, ќе биде нешто најдобро што може да се случува за младите. И уште едноставно прашање. Колку државата инвестира во таа спортска опрема, во тие спортски објекти? Еве, ова сала не знам од кога е изградено, но во секој случај за спортот, за предметот физичко воспитување или како и да е физичка култура е потребни спортски реквизити. Сметаш ли дека сите училишта се доволно подготвени и спремни или пак опремени со спортски реквизити за и околу одржување на училишниот спорт? Значи, состојбата сигурно не е розова, меѓутоа можам да кажам за моето училиште, да ве прошетам во кабинетот, ќе видите дека сме како дисконт за опрема. Значи, не можам да се пожелам
кај нас дека недостасува опрема, значи имаме солидна опрема, имаме прекрасна сала. Но не само Никола Карев, правам зборам обед за училиштето. Значи воопшто ситуацијата не е како што треба. Пак ќе кажам, се зависи и од локалната самоуправа, и од директорите кои го водат училиштето. Ние наоѓаме на разбирање и нашата нашата посветеност. Па треба поголема посветеност. Значи кај нас функционира малтане се. Значи настапуваме во сите категории без разлика дали имаме квалитет или не. Се обидуваме да привлечеме што е можно повеќе деца, организираме меѓукласни надпревари. Имавме есента за селектирање на кошаркарската екипа, направивме турнир во баскет каде учествуваат 38 екипи. Сега во април имаме организација на турнир во мал фудбал. Значи, вака, на тој начин сакаме да ги привлечеме децата да во што поголема бројка да спортуваат и да дојдат на спортските терени. Благодарам, господин. Благодарам и на вас. На државното првенство учествува и средното училиште Наум Наумовски Борче од Пробиштип. Покрај мене е Југослав Јакимовски, професор по физичка култура, но предпоставам дека длабоко е навлезен во одбојката во нашава земја. Пробиштип стана одбојкарски центар последниве неколку години. Има ли подмладок? Или тоа е факт дека средното училиште Наум Наумовски Борче ја создава идината на пробиштипската одбојка? Така, добро. Поздрав до вашата телевизија. Па јас малку ви бе исправил на веднаш во стартот дека Пробиштип не последниве неколку години, значи Пробиштип 30 години на назад веќе има постојан клуб во машка конкуренција, каде што многу сериозно се работи со неколку прекини, значи низ текот на годините. Подмладок е секогаш имало во нашиот град, значи и рачунаме дека ќе има во иднина. Зборат и самите факти за тоа. Ние во последните 10 година имаме дадено неколку репрезентативци кои што со успех се надпреваруваат во земјава и во странство. Значи сениорски репрезентативци зборувам. Моментално во Пробиштип ситуацијата е добра што се однесува до одбојката. Значи е најден стабилен постојан спонзор кој што учествува и ги помага одбојкарите. Се работи во млади категории и успешно надпреваруваме во сениорската конкуренција, каде што еве 2-3 години на назад постојано со екипата на Струмица сме или во полуфинале, во финале, така да. Е на врвот. Да. Пробиштип е еден од ретките примери во Македонија. Факт е дека низ Македонија имаме младински школи, младински одбојкарски погони, но факт е дека пак и првата лига ни е катастрофа. Каде го гледате решението? Што е проблемот? Што според вас треба нешто да се смени, господин Егиц? Па јас мислам дека, како да кажам сега, не би рекол несериозен пристап на Одбојкарската федерација на Македонија, меѓутоа можда и од немарност некоја школите кои што во минатото беа многу активни и ценети низ републикава, полека згаснуваат. Згаснуваат од разни причини. Пак пред се од немотивација, значи, дали веќе и самото време го прави тоа, компјутеризацијата, па децата место во салите одат по други страни. Меѓутоа, во право сте дека ето одбојката паѓа све надолу, решенијата. Факт е дека имаме одбојкарски школи на секаде. Еве во Струмица има неколку одбојкарски школи и во Скопје се случува тоа. Но факт е дека Скопје од одбојкарски центар веќе го снемува од картата на. Да, Скопје го снемува. Скопје го снемува. И пациите ли го прават, господине, или пак немаме една стратегија за спорт, не знам. Предпоставувам дека стратегијата за спорт е пресудна. Вие ако погледнете ние еве одбојката доста ни е подценета во република, како да кажам, се формираа неколку кампови, спортски школи, кошарка, ракомет, тенис, воведов, меѓутоа одбојката ја вративме назад. Сега пак не би рекол дека тоа е до клучните фактори или како да кажем Агенцијата за млади и спорт или предпоставувам дека и одбојката би била исто третирана, меѓутоа пак се доваѓаме до тоа дека федерацијата е клучниот фактор кој што не ги обавува своите активности до крај онака како што треба. Верувате ли за прекин на
походот на Струмица сега за сениорскиот тим, може ли е Пробишти оваа сезона да изненади, да го прекине походот на Струмишен или? Тешко ќе биде. Тешко ќе биде и не би рекол, сега се јавува и трета екипа, екипата на Сушево, веќе е многу сериозен конкурент. Но сепак Струмишки состав е. Струмички состав, да, и ќе видиме, сепак знаете како спортот е одбекате таков спорт кај што одлучуваат неколку нијанси, топки, моменти на игра, техничка подготвеност. Се надевам дека до крај на првенството ќе имаме квалитетни игри, пред се за уживање на публиката. Со 3-4 изедначени екипи, сега заборавив и екипата на Лирија веќе влегува во игра, значи 4 изедначени екипи на кои што сепак мала предност би дал на екипата на Струмица. Сепак е по мене, значи според она што го имам гледано, најкомплетна екипа, има на сите позиции добри играчи. Така. Ви благодарам многу на оваа интервју и многу успех. Благодарам и на вас. Благодарам. И за крајот ова издание на емисијата Вис Спорт информација дека атлетичарот Ристо Пандев учествуваше на Европското во Сала, каде што во конкуренција на 50 на учесници го освои 33-тото место на делницата од 60 метри со резултат од 6.91, иако би рекол дека ова е најдоброто остварување последнава година, но личниот негов рекорд на Пандев е 6.65, кој што го има поставено на патеката од 60 метри. Пандев со овој настап на Европското во Сала ги завршува овие зимски надпревари, сега ќе се насочува кон Европското првенство, кој што ќе биде на отворено или пак во летниот период. Тука некаде крајот на овој издание на емисијата Вис Спорт, секој добро, пријатно.